Па ние се собираме во името Исусово, во името на Исусовата љубов. Тој вели кога ќе се соберете вие и мојот дух. И ние сеќаваме кога си сам, кога се молише едно, кога ќе се собере по голема група, во еден дух, кога нема нетрпеливост, кога сме си простили едни на други, кога се љубиме, кога знаеме дека застануваме пред Исус, слегува голема сила и не облева сите и ние сме пијани од духот. Например, ќе дојдам на средба и гледам еден со едни мисли, друг со други, трет проблеми, тешка состојба. Додека тргне, почнуваме да славиме, ја кревам раката и велам, татко, во името Исусово да се отворат небесата и да ги гледаме ангелите како слегуваат и се искачуваат над синот човечки и полека се излева сила. И сите даваме заповед, се што не е од Исус да замине од просторијата. Го врзуваме сатаната и секој демон што се нафрлил врз било кој од групата. И велиме сите заедно не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. И велиме бегај од нас сатано во името Исусово и не враќај се повеќе. И ги отвораме срцата да дојде Господ Исус Христос, да не исчисти и слегува сила. И луѓето примаат радост и исцелување и сведочат. Можеш веднаш да примиш исцелување ако си ги поравнил односите, сметките со Господ Исус Христос, ако си му предал се, ако си му ја предал душата, да ја зачуваш и срцето да се насели во тебе. И ако секоја мисла е покорна на Исус, и ако ја исполнуваш неговата волја, и ако си простил на сите, ако ги љубиш сите, ако не осудуваш, ако чекаш водство на духот, ако го љубиш Исуса Христа, ако си го познал Исуса, ете затоа се собираме и слегува сила, и слегува силен дух, не е тоа баханалиски дух. Тоа е духот на љубовта која никогаш не сопира. Те сакаме, Господи Исусе Христе, за секогаш Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Амин.